Никој не сака да работи во текстилната индустрија. Ниските плати и лошите услови за работа ги демотивираат младите да ја одберат оваа професија. Затоа наместо создавање сопствен бренд, фабриките шијат самолом производство. Младите не сакаат да бидат текстилци, се помалку се одлучуваат да учат за оваа гранка и да креираат мода, се жалат текстилните компании. Признаваат дека ниските плати од 6.000 денари се клучниот фактор за недостиг на кадар. Но побараа и по соодветно образование, бидејќи дел од работите кои се учат воопшто не се применуваат во нашето производство. 80% тоа се како предпоставки од младите луѓе се запишуваат, односно ја одбираат економијата, правото, социјалните науки, секако професионална определба е еден показател кој што навистина треба да не застраши. Сите ние знаеме дека една држава може да функционира само врз база на производство. Наместо да создаваат собствен бренд, повеќето текстилци се одлучуваат за лон производство, кој поради кризата странските компании ја намалија побарувачката. Од почеток на годината нарачките се намалени за дури 30%. За да може да обезбедат повисоки плати и да ги стимулираат младите, текстилците сметаат дека се неопходни нови кредитни линии за модернизација на индустријата, да се обезбедат стипендии како и гаранција за вработување на новите кадри. Бизнис конфедерацијата не ја поддржува иницијативата на дел од бизнис заедницата за промена на законот за работни односи, со кој ќе се бара отпуштање на работниците без најава. Во време на социјаекономска криза, работодавачите треба да се консултираат со социјалните партнери, да ги почитуваат колективните договори и интерните компаниски договори за работен однос, се вели во соопштението на Бизнис конфедерацијата. Како можни решенија за задржување на работниците, предлагаат воведување флексибилно работно време, доследно спроведување на законот за минимална плата, вработување со воучери за оплатени социјални придонеси за привремени вработувања.